домакински поздрав. Денеска ви упатуваме по втор пат, секако ќе ги поздравиме и нашите гледачи од Природно-научниот музеј во Скопје. Ние во продолжение ќе зборуваме за минералите, за примероците кои што ги имаме овде, со цел оваа тема да ја доближиме до нашите гледачи. А наш домакин во самиот овој музеј е господјата Билјана Карамачовска, виш кустос во одделението за геологија и палеонтологија. Добро утро и ви благодарам што сте дел од утринската на Телма. Бидејќи во рамките на вашето работење ги истражувате минералите, кажете ни за почеток кои се најкарактеристични минерали во Македонија. Добро утро и за нашите гледачи, за вашите гледачи. Би сакала да кажам дека јас сум Билјана Карамачовска, веќе подолго време работам како кустос во одделението за геологија и ги истражувам пред се минералите, па како минерали кои што се најкарактеристични, а присутни во на нашето тло, би го издвоила минералот лорандит, релгард и ауропигмент, минерали кои што се наоѓаат во наоѓалиштето во Алшар, во непосредна близина на градот Кавадарци, на планината Кожув. Потоа би ги издвоила минералите нижиловит, франклинит, минерали кои што се наоѓаат во околината на Велес, во близина на селото Нежилово, потоа минералот гипс во околината на селото Косоврасти во Дебар, минералите на цинк, олово и сребро, кои што се наоѓаат и се откупуваат во близина на Македонска каменица, во Злетово и така натаму. Значи, минерали во Македонија кои што се присутни се близко околу 160 и сите тие минерали се доста интересни, затоа што на едно тло да се најде толку голем број на минерални видови, а на мал простор е доста сме значајни од минеролошки и геолошки аспект. Да, навистина интересни информации, но кога станува збор еве за македонските локалитети конкретно, кои се најпознати по нивните богатства од овој аспект? Па природни богатства, минералите и карпите се видови кои што се применуваат во различни гранки на индустријата. Па доколку зборуваме за богатство, пред се би рекла од кој аспект, дали од нивната примена во гранките во индустријата, дали во нивната примена од финансиски аспект, па кои имаат минерали пред се големо значење, тоа се минерали кои што се доста ретки и уникатни и зависно од тоа од кој аспект ги гледаме. Кога станува збор за колекцијата во самиот музеј, колку примероци има овде, кој е најнеобичниот кој што може да се сретне или еве кои се најнеобичните, еве да кажеме во множина, бидејќи таа необичност може да биде од повеќе аспекти? Да, најнеобичен минерал, доколку би издвоила од музејската колекција само еден, не би можела точно да кажам. Пред себе се вратила на тоа од кој аспект ќе ги гледаме минералите, дали според нивната форма. Доколку го гледаме според нивната форма, би ги издвоил минералот кварт, калцит, родохрозит. Доколку гледаме според нивната боја, би ги издвоила рубинот, сафирот, потоа би ги издвоил баритот. Тоа се минерали кои што имаат доста впечатливи и убави бои. Но доколку гледаме од научен аспект, би ги издвоила минералите кои што се единствени и ретки, кои што изгледаат доста едноставно, но доколку примениме одредени методи и ги анализираме, установиме дека тие се минерали кои што се значајни за науката и минерали кои што се доста ретки и значајни за Европа. Па би ги издвоила минералите нижиловит, франклинит, хетеролит, потоа би ги издвоила минералот лорандит, исто така ние сме познати и по минералот лорандит во светски рамки и така натаму. Кога станува збор за активностите што ги организира самиот музеј, дали организирате некакви работилници, можеби или пак друг тип на настани за оваа тема да ја доближите до сите кои што се влюбеници во природните науки воопшто?
Ние организираме работилници од областа на геата, флората и фауната, а темата која што ја избираме пред се зависи од самите посетители. Конкретно би споменала за работилниците кои што ги вршиме од областа на минерологијата. Им ја доближуваме минерологијата како наука поблиску до учениците. Дискутираме, изработуваме модели на вулкан, ги објаснуваме структурните елементи на кои што од кои што се изградени вулканите, објаснуваме како настануваат минералите. Сето тоа да им го доближиме се поблиску на посетителите. А целната група на посетители кои што најчесто не посетуваат се ученици од основно и средно образование. Дали децата доаѓаат во некакви организирани посети од страна на училиштата или пак со нивните родители? Знаеме да имаме индивидуални посети, но сепак најчесто и имаме посети кои што се групни, организирани од самите училишта. Најчесто тие се одвиваат во периодот некаде февруари, март до мај, додека се на училиште, или во периодот од септември до ноември. Кога веќе ги споменавме децата, односно учениците кои што овде доаѓаат, што е она кое што најмногу ги фасцинира, што е она за кое најмногу се љубопитни, има ли работи кои може од овде да ги научат, а не може да се научат од учебник? Да, има многу работи кои што можат да ги научат при посета на Природонаучниот музеј, бидејќи при организирање на тие работилници учениците стапуваат во контакт со самиот експонат. Секој експонат крие своја приказна, своја историја, начин на колекционирање. Сето тоа им го доближуваме на посетителите, сепак покрај овие карактеристики во кои што стапуваме во непосреден контакт со посетителот, ние правиме експерименти. Конкретно би кажала за мојата работилница од областа на минерологијата. Ние ја испитуваме и растворливоста на минералите, бидејќи некои минерали се раствараат во азотна, некои минерали во сулфурна киселина. Ние сето тоа им го правиме хемиски експерименти, според кои им доближуваме како и на кој начин тие можат да ги детерминираат и истражуваат минералите. Ви благодарам што ги споделивте овие информации ова утро со гледачите на Телма. Ви благодарам исто така што бевте наш домаќин на ова утро. Колеги, ние овде некаде ќе го заокружиме нашето денешно второ линковско вклучување. Верувам дека убаво ја исцрпивме оваа тема, ја доближивме до нашите гледачи и најважно од се, овој разговор се надевам дека послужи како поттик за сите оние што ги сакаат природните науки да дојдат и со љубопитност да проследат што се има овде.